Прво да ви посакаме добро ни дојдехте и честитаме значи среќен празник на сите, на Свети Трифун. Закрувувањето на лозјето. Така. Се наоѓаме тука во Драмче да покажеме дека и во нашата општина значи може да се одгледува лозје. Сега сме тука значи да го закровиме. Еве да покажете малку да видиме како изгледа тоа. Поверете, тука што го имаме направено е шардоне, бело грозје. И почнуваме да го закровјаме. Гоки повели, значи Горан Атанасов исто собственик на лозови насади од Росоман, цело Рибарци. Таму веќе кроењето е завршено. Така. Гледаме тука да се отвора вино, значи да, секако. Ти ни каже Гоксо зошто се прави тоа така? Тоа останало од старите за убаво, за да има плодна година. Плодна година, повеќе, значи ражба. Ајде со Господ напреде. Значи кроењето оставаме кондурче. Имаме прачка за лак после заврзување. И другото останало после да го изтеглиме. Сега ќе покажеме едно кроење. Ние сега кроеме со електрични ножици, што малку технологијата напреде. Значи доле се остава кондурче на две пупки. После одиме нагоре, ја тражиме првата прачка што е добра, родна. Неја ќе оставиме за лак за врзување. Тука го чистиме, значи внимателно, да не ја оштетиме прачката, што ќе ја оставиме за плодна за оваа година, за да ни даде род. Ја чистиме тука. Значи целото лози мора да се помине. Целото лози, значи. Колкава површина имаме тука кај што сме сега? Ние тука имаме, значи, малешка површина, за да, како еден експеримент, да видиме дали ќе успее, значи, лозито да не мрзне на пониски температури, дали може да одгледуваме. Така да што гледаме, значи, како оваа година што имаше големи, значи, мразове, немаме големи штети. Значи, тука може да видиме тука, облиско ако може да дојдете, дека прачките са тука зелени на врво, значи нема мрзнење. Така да и ке нас во нашата општина може да се одгледува лозарство, така да може да и порачаме кои има желба, да ни се приклучат и да се занимаваме со лозарство и винарство, да ја развиеме и нашата општина. Така да, тоа е еден начин на кроење. Сега, значи ви поканувам да одиме да го пробаме од мијатата година, од ланската година, виното што го имаме направено. Повелете. Добро, благодариме на поканата, сега ќе имаме можност значи да вкусиме од виното кој го произведоа овие двајца ентузијасти. Само значи обоја е кадарко, сега што ќе ја пробаме, што имам припремано, тука имаме и шардоне, значи припремано за денеска. Од како го значи отвараме Така. шишето, го ставаме во декантер. Како се вика овој сад? Декантер. Така. И служи за дегустација на вино. Значи го ставаме тука. Малку го се врти. Го седира малку. И веќе може да се служи. Ово е црвено вино. Потекнува од Рибарци, општина Росоман. Производител Горан Атанасов и на лозовите насади. Каква сорт рековме? Кадарка.
Во неколку наши претходни разговори кажавте пошто се познава квалитетот на виното, тоа беше над зидот доколку нема. На зидот доколку има, значи сега ако при вратењето на сега има и сонце, значи тука стикувањето на шекерот што се стикува, дебелината се тешко се гледа, значи квалитетот на виното. Да, мината година како беше? Колку успеате да произведете да? Да ние се, значи производиме, ако сме почетници, производиме малку значи, литри на вино. Планираме во наредниот период да се зголеми. Али сега, значи, 1 тон, значи бело и по неколку сорти, значи, правиме, по неколку литри правиме и бело. Така да, во еднина се надејаме дека ќе зголемиме. Тоа е сега како повеќе, како хоби, како... Така, хобито доаѓа, рековте и претходно, Да. сте биле во И Италија. љубител значи, на виното. И тоа е. Да пристапиме кон пробањето, ќе Да. го чекаме Горан. Повелете, ги покануваме сите љубители денеска кои можат да поминат да дегустираме заедно, да се дружиме. Така, нека уште еднаш честит празникот и Фала многу. тоа што ви прави задоволство честитаме. е да имате од него и бенефит во иднина, што повеќе. Фала многу. Нека на здравје. На здравје. Да сме здрави и живи. Многу години да славиме Свети Трифон. Така, за многу Среќен години. празник за многу години.